Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина. Вечерва со Звонко Давидовиќ, добро вечер. Добро вечер. И Александар Трајановиќ, добро вечер и за вас. Трајановски, добро вечер. Трајановски, се извинувам. Благодарам за прилика. Погодувањето на имињето ми е слаба страна, дури на роднини знам некојаш да ги сгрешам, али тоа не го намалува задоволството што ја прифативте поканата и што сте тука. Благодарам. Да. Ќе почнеме со европските интеграции, овие денови се актуелни како и владењето на правата, дојде кошта, пораките исти како пред една година, претпоставам дека се исти веќе неколку години што стегнуваат, меѓутоа тоа што исто така една константа е ставот на актуелната македонска влада, дека како што велат нема да отстапат на милиметар, додека условите се вакви какви што се, не ќе да влегуваме во авантура како што велат дека која што не знаат како ќе заврши и така натаму. Дали со ова, имаш и такви коментари, ме интересира вашето мислење, Македонија престанува да бидат како што велат доброто момче кое што ќе слуша се што се диктира или што се сугерира од Брисел и едноставно ќе пробаме нешто на наш начин да направиме. Како ви звучи ова? Ќе почнам од позади. Во однос на тоа на кого му личиме ние како добро момче и кои постапки ќе не направат нас добро момче во чии очи. Да. Тоа е клучното прашање во оваа ситуација. Од посетата на господинот Антонио Кошта може да јас барем извлеков 3 или 4 поенти. Едната се однесува на состојбата во Европската унија, а останатите се однесуваат на нашите ставови во однос на нашите очекувања во спорот со Бугарија и како Европската унија би реагирала или би посредила да ги надминеме овие недоразбирања и оваа фортификација што имаме во однос на ставовите. Што се однесува до нашата страна и ставот на оваа влада, сметам дека е добар што е прво константен и го најавија тоа, се додека не се добијат никакви гаранции, иако претходно се ретерираше ставот никогаш бугари во устав, па потоа дојдовме до ситуација ние немаме проблем против бугарите да бидат внесени во уставот, но имаме проблем со владата. И сега кога влада немаше во Бугарија 5 години не можеше да се состави асална, сега кога се состави, која што не е поволна, повторно проблемот ни е владата во Бугарија. Но што е логично на некој начин. Да. Сега треба да имаш партнер, меѓутоа кога ги доваѓаш да ставови не може да се смени нешто кај нас. Да, секако, но она што исто така е симптоматично е дека иако и ние немаме поместување во нашите ставови, а бугарската страна исто така не отстапува ни милиметар, исто така и Европската унија гледаме дека во овој момент дали не е фокусот доволен присутен на ова, или едноставно во овој момент има некои многу поважни проблеми, кои што е промената на начинот на поминувањето на одлуките во Европската унија. Европската унија во изминативе години изгуби многу со оглед пред се во ликот на Унгарија и еден Виктор Орбан со тоа што не можеше да даде поддршка, пари, ресурси за Украина и многу други круцијални одлуки, особено во фундирањето на парите и распределбата кои средства каде дојдат. Така да, намерата на Европската унија да почне да се размислува за начинот на носењето на одлуки во комисијата и секако исто така дали би можеле да се интегрираат земјите од Западен Балкан и останатите земји на некој поинаков или половичен начин без право на глас, сепак е некоја клима која што исто и ние, мислам, теза која што слушаме повеќе од година дена. Така да ќе видите дека и Европската унија, иако има иницијатива, да речеме и тенџерчето клокоти внатре нешто се случува, се уште немаат ништо конкретно. Затоа и од посетата на Кошта осетивме дека иако новинарите сметам дека имаше доста конкретни и доста коректни прашања кои што се очекуваше комесарот да ги одговори, но тој остана резервиран во однос на давање лажна надеж. Него остана концизен, но оние пораки кои што 2 или 3 последователни посети на европски представници Македонија ги добива, дека ние уставните измени се единствениот начин кој што ние би можеле да влеземе во целосниот евроинтегративен процес и секако дека тоа е единствениот пат, но овој пат исто така мора да се земе во предвид и пофалбата дека имаме огромен напредок во однос на реформската агенда и она што се бара од Европската унија да го исполниме. Значи тие се трите пораки кои што јас ги примев. За жал, ние немаме поместување на ставовите и они кажуваат дека ниту Европската унија, ниту ние, ниту Бугарија сме спремни во овој проблем, во овој момент или во брзо време, да речеме за 2-3 месеци, да можеме да имаме некое си решение или да ги поместиме нашите цврсти линии.
Тоа ми беше прашањето дека има практично во момент три константи: Европската унија, Бугарија и нашата влада, и тие се терат ако по спорот, нивната. тоа е прашањето. Ако е спорот меѓу нас и Бугарија, тогаш ако обединителот е Европската унија, тогаш Европската унија мора да се бави со овој проблем. Не може да не остави нас и Бугарија, затоа што или како што Ние Бугарија, ние бараме гаранција од Европската унија дека нема да не. Да, но Европската унија не се произнесува прашања да не не се произнесува по тоа прашање во повеќе наврати. Значи тоа е прашање кое што постои. Точно. Зошто мислите дека не се произнесува? Затоа што нема инструмент ниту една членка земја на Европската унија која што би можела да ви гарантира дека ќе ја превенира Бугарија да постапува онака како што сака, затоа што во овој момент сите членки на Европската унија се рамноправни, така да без разлика дали еве да речеме можеби не Франција, пошто нели се поистоветува на блискоста со Бугарија и пред се францускиот предлог, но на пример некоја друга Германија дури и да сака не може затоа што мора да биде едногласно било која одлука која што ќе се донесе во Европската унија. Затоа процесот кој што се случува во овој момент е поважен внатре во Европската унија неголи оној што се случува меѓу нас и Бугарија, затоа што немаме поместување. Јасно, благодарам. Значи, ако добро ве разбирам, вие мислите дека Европската унија не може да ги даде тие гаранции кои што нашата влада ги бара, бидејќи тие не се сигурни дека утре Бугарија нема нас да не блокира поради идентитетските прашања. Да. Добро. Да, затоа што тоа и постојано го прашуваме ние, постојано добиваме такви сигнали од бугарската страна. Дали преку социјалните мрежи, дали преку ние напливи на ботови, дали официјални лица. Еве во брзо време сега имаше нели еден разузнавач кој кажуваше страотни работи, некои теории на заговор или верзии за Македонија доколку се нели превенира да влезе во Европската унија, како би потпаднала на пример на наталитетот на Албанија и другото би морало секако да се припои. Мислам страшни дали работи тогаш да се мислите дека не се извинувам само што ова прашање кај вас. Дали за тоа мислите дека не се докрај искрени функционерите од Брисел кои што не убедуваат дека ова е тоа последното и дека нема повеќе најмалце поради идентитетски прашања ние да бидеме закочени. Ние јавноста во Македонија, секој македонец во нас можеби сака да го слушне тоа дека Европската унија или било кој од таму ќе ни гарантира. Мислам, нашето искуство и во претходниот договор со Грција треба да ни кажува дека нас никој не ни гарантираше. И тогаш не може да ни гарантираат ни сега. Значи тоа е искуство од два тектонски договори кои што оваа држава нели ги потпишала и сега едниот више го спроведовме, сега сме во фаза на спроведување на другиот, кој што исто така знаеме дека е од круцијално значење за нашиот евроинтегративен процес. Значи овие се работи кои што на маса ако ги нацртате следствено тие така стојат работите. Затоа ви кажувам, од аспект на тоа сметам дека во оваа ситуација која што и бугарската страна ја направила према Македонија, билдањето на оваа омраза, негирањето на македонскиот јазик и идентитет од секој можен аспект, на секој можно ниво, дали во Европарламентот, дали преку медиумите, дали прека примерите. Например, еве, јас кога и да отворам сега на социјалните мрежи некој портал, некоја вест да пише, особено ако е политички поврзана за евроинтегративниот, доле имате повеќе од 50 на коментари од бугарски профили, од луѓе од Бугарија. Кога било тоа така порано? И тоа се све погрни. Значи ви кажувам, ние имаме еден огромен наплив и сметам дека ако е таква ситуацијата во овој момент ние навистина не е зрела ситуација за да можеме со Бугарија да ги надминеме тие работи. Можеби прво треба да ги заладиме односите, за потоа да седнеме на една маса, но во овој момент дури и Бугарија се однесува како буквално како мало налјутено дете кое што мора да добие чоколадо по секоја цена. Буквално не знам како по народно да го кажам. Благодарам. И сега кој е така како што вели господинот Александар дека едноставно нема начин на кој Европската унија да ни даде некоја писмена или било каква гаранција со која што ние ќе можеме да кажеме еве го добивме тоа што го сакаме, сега може да ги направиме уставните измени. А нашата влада вели дека без таква гаранција нема шанси да се отвори уставот, а во Брисел вика без отварање на уставот нема шанси да ги почнете преговорите. Каде воопшто дипломатијата во ваков случај може да најде некаков пат или некакво решение? Во мигов нема шанси, тука е Александар во право. Позициите се рововски. Значи Македонија што е во ред, не отстапува од својот став, затоа што ако го прифати тоа во овој миг, тоа е погубно за нас, веќе се уверивме од изминатиот период и од неколкуте склучени договори и ситуации кои ги имавме. Од друга страна, Европската унија, со отворено ќе кажам, знае да не го испочитува зборот и да биде дволична, да бара отстапки за кои нуди определени привилегии кои не може да ги исполни и знае да се
бори за човековите права, еднаквоста, примена на меѓународните закони и принципи, а сама ги крши и не ги почитува. Од малцинството па натаму, да не објаснувам, познати ви се ситуациите, во овој миг мислам дека е во ред што македонската влада не отстапува од својот став и бара гаранции, но факт е, со оглед, ако погледнете она што ни се случувало, но и законите и начинот на кој функционира Европска Унија не ни може. И да сакаат, не може да го дадат, затоа што секоја членка ќе има право да даде вето, има право да бара определени работи. Некои работи ни беа кажани од Кошта. Кратенка нема, значи начин на кој побрзо ќе ги прескокнеме по главијата пристапното членство и сето тоа нема да има и не може да има. Првата работа е онаа дека уставните измени се апсолутно потребни за такво нешто и третата работа е дека администрацијата и корупцијата вие морате да ја средите како домашна задача, едно од поглавијата. Многу битни, нормално и судството. И тука почнува и завршува целата приказна. Добро е, убаво е да се чуе дека Европската Унија има интереси, но оној дел мене ми звучи, ако не се бавам со политика, дека треба заради безбедноста, ако не се лажам, и мирот на Балканот, да се овозможи проширувањето на Унијата. И тоа некако ми личи во мигов на еден во миг проблем кој Европската Унија го има околу влијанието на Русија и Кина овде на Балканот и украинското прашање. Мигот кога ќе стивне украинското прашање, а вие сте поопатени во тој дел, ќе стивне интересот на Европската Унија за Западен Балкан и проширување и повторно ќе се вратат на она што го имавме пред неколку години, дека проширувањето и не е толку битно, него дајте да се занимаваме со внатрешните наши проблеми и начинот на кој ги носиме одлуки. Ова значи дека Европската Унија според вас има тенденција повторно да се ја повтори грешката практично. Да не го става проширувањето како приоритет. Европската Унија не прави грешката, е свесна. Ние треба да се свестиме. Европската Унија работи за својот интерес. За интерес на своите членки. И не прави она грешки. Ние сме во голема заблуда ако мислиме дека они не сакаат, па сега они прават грешки за да не, они го терат својот интерес. Ама не знаете дека колку пати е секоја држава, остајте тоа, затоа и ви кажам. Да не повториме грешката со Западен Балкан. Тоа се нивни зборови. Тоа е дипломатски лажен речник каде што за нас убаво душичка да ни дојде. Нормално ќе дојдат за големи пари, ќе се прошет овде, ќе го зблокираат саобраќајот, ќе ни ги повтори работите кои сме ги слушнале пред година дена и ќе си отиде задоволен како он нешто презел. Па они работат за свој интерес, луѓе, ние тоа треба да го разбереме. И треба веќе еднаш да се свестиме и да кажеме, ние имаме свој интерес како држава. Па ние сме една од ретките држави кои немаме национален интерес и национална стратегија. Ма како ВМРО, како СДС? Па они треба да седнат и да направиме како македонци стратегија, од која нема да тргнеме ни еден чекор преку таа црвена линија. Гледате како тие партии меѓу себе се навредуваат на секоја пресконференција, дека не може да седнат за основни работи да се договорат. Ама тоа е нашиот проблем кој ние граѓаните мораме да го решиме. Не можете вие две партии луѓе, јас 100 пати кажувам, пак ќе повторам. Па една германска партија која раководеше со Германија 20 години има 10 пати помало членство од ВМРО и од СДС, а со 90 милиони жители. Па ние пола, ако погледнете партиското членство и симпатизерите на ВМРО и на СДС, се пола од жителите на Македонија. Па нормално ли ви е тоа? Затоа што велат дека функционираат како бюро за вработување. Да се надоврзам на вашето последно, пошто влеговте више на домашен терен, јас сакам исклучиво за евроинтегративниот процес Бугарија, Македонија, ќе се движиме. Едно со друго не можеш да го избегнеш. Да, но она што сакам да го кажам е дека токму она што го почнавте вие, колку и да звучи можеби некултурно, посетата на Антонио Кошта не беше за евроинтегративниот процес на Република Македонија. Значи, он е во регионална посета, каде што почна, го посетува целиот регион и на крај во петокот завршува со форумот, односно самитот во Црна Гора. Значи, главната ѕверка на оваа турнеја на Европската Унија и на господинот е Црна Гора, каде што ќе се одлучуваат главните работи. Можеби втора ѕверка е Албанија, каде што денеска мислам дека е господинот Кошта, а ние и Црна Гора бевме првите кои што нели сега ако сме дел од Западниот Балкан. Сега,
пораките кои што ја успеав да ги абсорбирам, гледам дека и Босна не доби многу поинакви пораки од нас. Да, можеби не напредува толку во реформската агенда, немаат пошто системот, политичкиот систем, државниот систем во Босна е малце покомплициран, има два парламента горе-долу, многу тешко се менуваат законите. Но генерално Само се извинувам, ова што го зборувате е многу поразително, бидејќи ние многу бегавме како држава од пораки од Косово и од Босна, а видите сега Македонија и Босна практично исти пораки. Таа е агендата. Значи сакав да кажам дека не отстапуваше пораката која што добро напредувате, можете и подобро, кај нас беше одличен реформи во судството, во борбата со криминал и корупција, не знам кој само, но ќе се бориме пога. Но сакам да кажам дека пак на крај самитот се затвара во петок, каде што ќе се зборат со оние кои што веќе ги работат поглавијата за евроинтегративниот процес, односно тоа е Црна Гора, која што мислам дека е во више пред завршна фаза со последните две поглави, исто тука и Албанија мислам дека последното поглави го почнува, така да ќе видиме како тој процес ќе се одвива за нив. Што се однесува до нас, системот кој што ви го кажувате ВМРО и СДС е таков направен и затоа овој не продуцира оно што очекуваме можеби ние да го продуцира и како национален фронт, да речеме, и како стратегија. Кај нас реално и политиката е дневна политика. Немаме ништо подолгорочно за некои 5 или 6 години. Така да мислам дека го... И тоа е поразително, а тоа е нешто што мора да се случи. И она што рековте, па се насмеав, дека е многу поразително ова што го кажувате вие. Не треба трезвено да ги гледаме работите, не да се придаваме. Да погледнеме вистината во очи и навистина да седнеме и да кажеме реално каде сме, реално кои се нашите проблеми, реално што нас внатре прво ни треба, а не да правиме шминкерај за да задоволиме нечиви интереси. Европска унија не оди тоа така. Дајте луѓе, Европска унија ќе дојде во мигот кога треба да дојде, ако ние својот живот го подобриме, нашиот систем го направиме функционален. Европска унија само ќе дојде. Ама ние не го правиме тоа заради нас. Да, и тоа сакам да го кажам. Значи и оваа посета е повеќе дипломатска него интегративна и за Западниот Балкан генерално, затоа што сметам дека намерата на проширувањето во овој момент, во оваа ера на Европската унија не е економска, него повеќе е стратешка за да се затвори кругот. Значи, она јужна граница пред се поради мигрантската патека, пред се ради контролата на наркотиците и многу други работи кои што сметам дека пак, значи и Европската унија, особено со овие тектонски поместувања, да речеме и во НАТО, консолидирањето на европската заедница на сите земји, дека треба и воено да се вооружува, самостојно да се формира. Сметам дека и Европската унија веќе некои други стратешки цели на действување и на проширување ќе има, освен економските и континенталните. Меѓутоа, токму Европската унија проширувањето го ставаат во групата на безбедносни прашања. Велат дека ако земјите Западен Балкан ги почнат процесите, дека тој безбедносно ќе влие поволно врз самата унија и затоа е тоа стратешки интерес за нив. И сега мене прашањето ми е што е поважно, стратешкиот интерес на Европската унија како што велат, или да ни дадат некаква гаранција, некоја изјава, некоја декларација, било што, да ни кажат дека стриктно заради идентитетски прашања нема да ја блокираат државата, да го откочат процесот до срцето на Балканот. Да речеме дека може такво нешто да се направи. Не може, значи тоа е утопија, утопија е тоа ние да се надеваме. Прво, значи треба без емоции да гледаме. Ја разбирам дека оваа тема е многу емотивна за секој македонец, за секој државјанин на оваа држава. Но треба да ја гледате Европската унија како една институција. Значи тука нема емоции. Она постапува по правила, постапува по интерес. Ова не е емоција, нема емоции тука. Интерес, толку безбедносно прашање за нив. Има емоции. Вие барате од нас некој да ни гарантира дека ние сме македонци. Значи ние си гарантираме дека сме македонци. Не треба гаранција. Некој нема да не напаѓа дека не сме македонци. Не, дека нема да не блокира за идентитетски прашања. Ама пресметката секојаш ни е дека толку сме му битни на другиот да ќе морат да направи некои отстапки кон нас. Големо прашање е колку е навистина голем нивниот стратешки интерес за да успеат во рамки на Европската унија да ги прекршат своите правила и да убедат една членка да не го исползува своето право кое согласно уставот го има. Нема шанси. Нема шанси затоа што они ќе отворат Пандорината кутија
Онда внатре во Европската унија. Во интерес на дебатата наивно тргнав со прашањето под претпоставка дека тоа што го говорите 100% искрено. Заради тоа кажам постојано ви кажуваме од почеток дека искрено нема. Поставени се тие работи, патеката, трасата наша, значи сме зборели, значи ние сме на шина, нашиот воз се наоѓа на шина и нема лево десно, значи таа. И они како институција викаат ова треба да го завршиш овие документи, донеси ги, почнуваме процес било што. Ние сме во фаза каде што, мислам, еволуцијата на Европската унија нема да дозволи прогрес прво за Македонија, а светам и за останатите земји од Западен Балкан. Особено Украина сметам дека е се уште многу жешка тема. Молдавија можеби не толку, но сметам дека Европската унија ќе треба време внатре да се консолидира, прво да ги измени токму овие работи, пошто повеќе нема да биде само економска заедница после војната со Русија и Украина, каде што нели американците и русиве си седнаа сами на маса, си се договорија што како ќе се одвива во Украина. Европа остана, после се затрчаа да даваат пари, да донираат, да учествуваат, па да интегрираат Украина во Европската унија. И мислам дека тој ми е малце закаснет процес, мислам закаснет потек, но беше одлично освестување за нив дека не се фактор на планетата Земја кој што ги движат промените. И сега една еволуција во Европската унија ќе видиме дали ќе биде некој нов економско воен сојуз каде што нели Европската унија ќе се издвои од НАТО. Тоа се значи големи процеси, но ќе видиме. Или пак ќе се консолидира на некои повеќе постулати освен економската соработка на земјите во Европската унија. Нели она што се зборува да се стане членка државите од Западен Балкан да станат членка, но без право на глас. Јас сметам дека тоа не е достоинствен пат за нас како држава. Сметам дека без комесари, без право на не само ради тоа, затоа што само ние сме нашиот евроинтегративен процес е еден од најисцрпувачките и најдискредитирачките, можам слободно така. И сметам дека таква опција доколку би ни понудиле дека ние сега може да седнеме, ама на она масана за кафе, не на оваа главнава кај што јадат гостат сите, стварно мислам дека е уште поподценувачки и за таков процес не би сакал прво како достоинствен македонец да влезам и после да речам еве ние сме дел од Европска унија, не би ми предизвикало сатисфакција. Факт е дека има тешки процеси, господинот Давидовиќ е сосема во право кога кажа дека се тоа многу полесно ќе го поминеме доколку има внатре консензус и единство за тие работи. Меѓутоа многу тешко доаѓаме до тоа единство. Декларативно и власта и опозицијата се за Европската унија, меѓутоа едните велат вамо, другите викаат на оваа страна треба да одиме. Колку ќе биде полесно за државата, доколку пак во наивно хипотетичко сценарио и власта и опозицијата застане позади владата во ова барање кое што го потврдуваат и вие дека не треба да попуштиме овој процес. Апсолутно. Секое заедништво, секоја сплотеност дава резултати. Ако вие имате и опозиција и позиција која еднакво го третира проблемот и застане опозицијата зад владата и обратно, вие немате проблем. Тоа нема да биде предмет на дневно-политички добивање на дневно-политички поени и плюкање меѓу себе по однос на оваа ситуација. Него на вистина ќе се отпочне со размислување за патиштата и начинот на кој да дојдеме до посакуваната цел, но не по секоја цена. Да, дури поранешно, извинам само да додам нешто, дури интересно ми беше да го слушам и поранешниот министер за надворешни работи Никола Димитров, што практично е потписник на Преспанскиот договор, кој што велеше замислите во Бугарија најголемата опозицијска партија цело време да им вели на тамошната бугарска влада да ме што правите, не ги малтретирате македонците, срамота. Како да кажам колку ќе им ја компрометираше позицијата кога преговараат. Така е. Се согласувате вие со? Апсолутно. Затоа и ви кажувам, единството и стратегија, национална програма преку која не треба да еден чекор било кој да дојде на власт, да не може да ја помине таа црвена линија, многу ќе значи за нас. Што се случува? Секој избори, секоја нова влада почнува од почеток као сега почнуваме да ја градиме државата. И наново почнуваме да ги работиме работите кои се веќе до негде стигнати. Или кога се стигнати, пробуваш да ги покажеш дека ти си ги направил. Дека ти си ги направил. Или ги криеш прво 2-3 години, па после. Али што е погубно? Што е она што навистина остава лош печаток и надвор и внатре? Па вие немате колективна меморија на институциите. Доаѓа нов министер, нов директор и до возачот, до
чистач од живо сменето. Па вие имате луѓе кои се професионалци во тие институции кои работеле со години и кои се колективна меморија на таа институција, кои ги знаат работите, постапката, протокот на документи, одлуките кои се донесени. Вие наеднаш доаѓате, поставувате све ново и почнувате да ја градите таа институција наново, секогаш имајќи во предвид партискиот интерес и желбата на партијата која е на власт. Ба зашто зборуваме? Каква Европска Унија, какви бакрачи, ма ние треба прво меѓу нас да се средиме и да кажеме што е нашиот приоритет и да почнеме да размислуваме да ја градиме државата. Ма ние системот го пропастивме, кој го имавме. Нашиот систем е комплетно разнебитен. Ако вие имате извршна власт, која е главна и над судството и над законодавната власт. Ако законодавната власт служи само за дигање на рака и исполнување на желби и предлози на владата, а судство кое е добра алатка за да се справи со неистомисленици или да ги исполни политичките желби преку правен механизам, Сега мислите дека таков е случајот во државата? тој не се сменил 30 години. Се надоврзам. Три работи ќе кажа. Најголемата пратеничка група во моментот во собранието има ВМРО-ДПМН. Колку пратеници ги знаете што искачаат вака по медиуми, што даваат, што бранат политики на државата, на владата, што се спроведуваат? Ја ќе ви кажам 20. Колку се? Од 58. Друга работа. Го почнавте вашето излагање последно дека пораките дека ние немаме национален консенсус и дека не се договараме за ништо, точно. Но гледате сега, пораката прва пред да дојде Кошта на министерот за надворешни работи беше одлична дипломатска на господинот Тимчо Муцунски, но исто така упатил на пораката опозицијата, дека нели дел од реформската агенда опфаќа одлуки со двотретинско мнозинство кои што треба да бидат донесени во собранието и очекуваат нели со работка од нивна страна, а не да биде само критикувано декларативно дека овие се за, овие против, кој што и функционира политика вака нас 30 години. И сега тоа кажува дека пораката е било какви уставни измени да се случат, значи се очекува СДСМ да ја подаде раката. Од друга страна, од реформската агенда, од она ја што го познавам, две точки се околу кои што ВМРО и СДСМ немаат постигнат договор и не се спроведуваат, што и го кажува тоа. Тоа е промената на изборниот законник. И она што ги засега највеќе малите партии и независните кандидати, една изборна единица и да одлучиме дали ќе идеме со отворени или со обични листи. Ова е круцијално прашање кое што ги засега сите и постојано го збориме. Исто, десетина години наназад имаме милиметар поместување внатре. Зошто? Затоа што трите и дуи да ги земеме, трите најголеми конгломерати едноставно не им одговара една изборна единица. Пошто знаете, вие кога ќе земете толкава машинерија една партија како ДУИ, како СДСМ, како ВМРО, и сега имате председател, па тројца подпредседатели, не знам, извршен комитет, и искачате на избори ги ставате тие луѓе на нели во една изборна единица, 120 пратеници и сега прв е председателот на партијата да речеме и ќе ви се деси некој четврти, пети на листата да има повеќе гласови од премиерот или председателот на партијата. Проблем. Тоа е проблемот. Тоа е суштината на проблемот зошто овие структури не сакаат една изборна единица и отворени листи. Значи вие руши целата структура на херархијата на тој механизам, партија, како сакате наречете го. Пошто ке нас политичките партии, особено големите, повеќе, значи таа машинерија функционира на строга пирамида. Ако добро ве разбирам, тоа според вас ќе биде голем удар за таа така наречена негативна селекција во општеството, која што е една од главните причини зашто сме нови како што сме. Да, затоа и ви кажам, ние мораме да го смениме. Ако не сакаме да имаме 58 души од кои што 56 ништо не кажуваат во собрание, само двајца зборуваат, бранат јавни политики што се спроведуваат или владава вика реформи дека прави, исто и од другава страна колку се 30, тројца зборуваат, критикуваат, упатуваат критики или зборат за буџетски залог. Исто и во Советот на град Скопје 45 представници имате, 5 души зборуваат. Другите 4 години мандат, како да ви кажам. Ни јавни политики. Добро, уште последно прашање, мислам влеговме веќе во политика, или за надворешна работа и европските интеграции, последно прашање, многу време посветуваме, ајде претпоставам дека е важно ова, дали има големи ризици кон државата, бидејќи тоа многу го анализираат, ако ние многу долго време останеме надвор од процесот, под наивна предпоставка по четврти пат дека другите држави ќе одат напред. Мислам дека да. И од каква природа би биле тие? Прво, ја она што го гледам што е голем проблем е иселувањето. Иселувањето на младите е горлив проблем,
кој многу лошо влијае на државата и во мигов, а ако продолжи ова и продолжи ваквата ситуација, само ќе се зголеми тоа. Ние имаме одлив на млади луѓе, значи нашата иднина се одлева негде надвор, ја немаме овде. Луѓе кои што се способни и стручни и кои што го наоѓаат своето место таму и работат во друга држава наместо да работат овде и државата да има некаков интерес и бенефит. Второто е економски заостануваме веќе и мислам дека по однос на дури и кон Србија и дека ако немаме поместување во овој дел, тешко ќе ги користиме фондовите на Европската Унија, кои се многу битни за нас. И трета работа, дека нема едноставно начин на кој да ги извршиме реформите во овој миг. Некако Европската Унија со нивните какви и да се правила, ќе не натера да се усогласиме, приспособиме и да ја намалиме корупцијата и начинот на кој се однесуваме кон државните буџетските средства, пари и начинот на однесување. Така да немаме ние многу време да чекаме без да имаме некаков Б план кој не знам каков е, ја барем не го гледам. Не постои Б план, нити па некој ни дава надеж или гаранција дека би можеле да имаме ние Б план. Добро. Статистички сметам дека оваа реформска агенда која што ја исполнува влада повеќе е статистичка. Значи од она што се бара на лист хартија од Европската Унија статистички да се исполни, мислам дека така одат и овие реформи. Од друг аспект, чувството на општеството не е дека ние добро се справуваме со корупцијата и со криминалите. Ги спомнавте средствата, користењето на средствата од Европската Унија. Да, тоа е добро за нас, но мислам дека исто тука сме потврдиле многу одамна пред се од ИПАР фондовите. Ако земеме во предвид дека таа програма ќе нас постои поише од, ајде да не претерам, 12 години, огромна сума на пари имаме потрошено. Може да ми издвоите некој современ начин, технологија, некоја бустирање, едно време садеа сите лешници, нели пари се правеа од лешници, на крај не сум видел долго време нива насадена со лешници. Втората работа е сега што беше во брзо оваа одлука, каде што нели за Западен Балкан беа одредена сума на пари, ние се пофаливме дека нели сме биле најуспешни затоа што сме добиле најмногу пари. 65 милиона. Најмногу пари не се даваат на најдобриот, се бараат на оној кој што највеќе му требаат за да сработи нешто. И тоа е во ред да го признаеш, затоа апелирам повеќе да нема популизам во политиката, треба малце реал политика, затоа што и ние од граѓаниве сме истрошени од лажни ветувања, а и понатаму сакаме некој да ни гарантира дека ќе имаме убава и не го добиваме тоа. И треба да знаеме дека ако ова или било која друга власт мора да го удоволи овој народ да се чувствува безбеден овде. Јас сум исто така од една генерација, помлад, но еве и моја генерација луѓе веќе се фамилиарно се иселуваат од оваа земја. Значи ние бранови на цели генерации губиме и различен тип на население. Значи губиме работоспособно население, физички работоспособно население, работничка класа. Сега повеќе губиме интелектуалната класа која што повеќе не се пронаоѓа во овој систем кај нас. Веќе не е проблем и парите. И одат, не се проблем парите, него едноставно одат во држава каде што има систем каде што истите пари би можеле да живеат многу без стресови и проблеми. Мислам дека сега оваа дискусија практично и двајцата ја исцртавте мапата на пропаст на Македонија. Сега ќе ви кажам зошто. Под еден велите дека никако не треба да се попушти кон Европската Унија овој пат, треба да си останеме цврсто. Тоа значи дека ќе останеме надвор и од друга страна велите дека ако не го почне процесот, Македонија ќе има многу проблеми.